Денеска е 27 јуни, што ќе каже дека за 3 денови ќе дојде јули. Со други зборови, пола 2026 година ја прокрцкавме. Како ви помина ова полугодие? Дипломирав внучката, тој. А што дипломираше? За економски факултет. Честитки. Фала. Кога дипломираше? Па сега, пред 1-2 месеци. Да. Имаше некоја прослава, направивте? Па мал. Во кафанче или дома? Не, дома. Да, дома. Мезенце, нааму, на. Да, така. Сега вие сте горд дедо, а? Така е, така. Матуриве сега ги завршуваме. Планираш да се запишеш на факултет? На Да, кој? ПМФ. На физика, геофизика и метеорологија. Нашиот матурант Лука има уште нешто за фалење. За прв пат во животот заработува свој денар. Вработувањето на Ван Гог убаво ми дојде. И работиш уште таму? Уште, ке тера. Дневница добра? Одлично. Бакшиш паѓа? Па ја, зависи до луѓето. Ти се работи? Се работи, мора. Мора да се работи сега, тоа е, треба да се помогне и по дома и да се скрати маки на родители, да се заработиш и за себе, некој џепарац. Ќе падне одморче? Ќе падне. Во скијатос. Што убаво ви се случило во овие 6 месеци? Како што знаете, завршува јуни. Тачно 6 месеца. Ајде да видиме. Тачно 6 месеца. Како се викаат? Дуња и Дамјан. Дуња и Дамјан. Да. Леле, колку убави имиња. Да, побој не може. Задоволен сте, среќен. Фала Богу, да. И на Друго- сите им посакувам таква среќа да осетат, кај што нема сега да е Господ нека дава. Тешко ли е да се чуваат близнаци? Па не, ако имаш желба и љубов, ништо не е тешко. Едниот кога почна да плаче и другиот веднаш почна да плаче. Па зависи до ситуација. Али у повеќето случаи да. Ова е вашето милениче, како се вика? Бомба, Бомба. бомба. Така. Што забрането име секаде да се спомне. Кој ќе спомне бомба човек, сите бегат. Добра, што расичка е? Германски шпиц. Предпоставам мирно кутренце. Мирно. Милениче. Колку години има? 12 и пол години. Одлично. 6 месеци од годинава ги изедовме. Што убаво ви се случи за овие 6 месеци? Ништо да ви кажам. Одам само по болници, имам 3 бајпаса, панкреас и само по болници бе одам. Посакуваме брзо закрепнување и живот без болка. Што има за овие 6 месеци? Нешто ново, Од убаво. работа кој не можам да куртувам. Што работите? Све. Од све. Амалска работа, дрва цепење. 630 кубика дрва имам исцепено. Одлично. Да. 71 година. Толку. Па не се предал. Пензијата ми е добра. Не гласам за никој, али добре. Жената 20, ја 20, супер за 20. Ама ако работам ја многу. Еве сега идам. А Како? што работевте сега у момент? Сега канализација уклучував. У шахта доле. Амалска работа. Знаеш што е амалска? Па, со мускуле? Со мускул, да. Господ ми дал 71 година. Не се предал. Значи сечете дрва. Цепам со секира. Да. 6-7 кубика од 8 до 1 сат. 6 кубика. И колку пари ќе земете за тоа? 2500. Па кој ти дава? Кој ти дава? Дефинитивно. Ете Европа. 40 евра за 3 сати 4. Така е. Така е. Сега земам за 2 сати 2000 денари. Господинов нема тајни. Тој има желба се да ни раскаже. Должен бев на Евана 10.000 евра. Најдов начин, на рати ми дадо 100 рати, ги си ги отплачам. Неćem да сум должен на државата. Играм спортска, у кладилница обавезно, од која е отворена. За малце пари, добивам. Господ дава, ама многу частам. Част, све, жива. Пиев, си пие, пиуцкав, ама се казнив самија. 6 години ништо. Многу пари фрля. Се 2000 ако земе, ја читам, 4000 ќе частам. А моравте ли да частите? Господ така ме сватал. И сега частам, ама не толку колку што. По едно кафе ќе частам. И знаете како се раздели од нас? Ајде бе да ве частам по едно пивце. Фала многу, јуначе. Ама ние мора да продолжиме со темата како ви поминаа првите 6 месеци од годинава. Ништо, еден годишен одмор сега, пред 10 дена и тоа е. Кај бевте? У Грција, Убаво поминавте? убаво, Со автобус или со кола? со кола. Колку време чекавте на граница? Немаше 5 минути. На 8 јуни отидов, на 18 се вративме.
така да убаво, по 5 минути немаше гужва. Како беа цените во Грција? Јас се изненадив една работа, ние со година одиме на исто место, Скотина Бич се вика, и цените редовно одиме, например, на јадење во еден ист хотел, тоа многу експлозивен, кај што доаѓаат странци, цените не беа покачани ниту за дел од евро, од ланските цени. Значи, зборувам за јадење и за пиење, сместувањето истата цена, така да не осетивме. Гирото мислам дека беше малце повеќе, не ме фаќа за збор, и така. Тоа се сиромашни земји, гледате, таму стагнираат цените, ние што сме богати овдека ни рипаат. Ние сме богати, ја у пензија уште малце, уште еден месец и ќе видиме. И таман да му кажеме пријатно на соговорникот, кога тој распали со неговата совршена меморија. Сум бил и кај тебе дома. Еве да ти кажам одма. Кај мене дома, што сте правеле? Кога имаше пречка на времето, кога една ваша антена Така. правеше проблем во Драчево беше? Вдрачево. Во Драчево беше? Да. Јас отидов да решам кој прави проблем. И кој правеше проблем? Па твојата антена. Правеше, влеговме, имавме многу добар прием од мајка ти, од не се сеќам сега кој беше. Так. И потоа мислам дека во една од твоите емисии ти јавно се заблагодари дека луѓето од Агенцијата за електронски комуникации на еден многу фин начин дошле, го решиле проблемот. Ништо. Ама размислете малце, може сте купиле, не знам, перална, може сте купиле кола. Ништо. Сте биле на некоја свадба, некој близок се оженил, омажил. Не, Ништо, ништо, ништо. ништо. А на работа како е? Не работам дома сум. А сега слушајте внимателно. Следуваат 3 интересни минути. Поминаа 6 месеци, помина половина година. Што убаво ви се случи за овие 6 месеци? За овие 6 месеци. Здрав сум пред се, со цела фамилија. Дојдов во Македонија, дојдов на гробот на татко ми, пред година време почина. И тоа е. Од добри работи, животот е најважен. Кога дојдовте? Вчера навечер. Каде живеете? Во Полска живеам. Значи, вие живеете во Полска, Да. вашата сопруга, полјакиња, Точно. како се вика? Ана. Ана. Поздрав до Ана, ова се вашите керки. Точно. Лена и Илинка. Поздрав до Лене и до Илинка. Да. Сега кажете ми, како се живее во Полска? Многу добро, одлично. Значи, голема култура, големи можности за развој, фантастична држава. Најдобра одлука што во животот ја направив. Кога го направивте? 37 години уште за Југославија. Најдобра моја одлука. Како отидовте во Полска? На факултет. Ото студиравте? Архитектура. Во Варшава, предпоставам. Не. Вроцлав. Вроцлав. И таму се запознавте со вашата сопруга. Точно, и две прекрасни черки, пола македонки, пола полјаки. Супер. Кажете ми, како ви се чини Македонија? Дипломатски ќе одговорам. Времето е многу убаво. Самите знаете какви се проблемите со чистотија, па и со цените. Може искрено да кажам дека цените сега во Македонија се повисоки отколку во Полска. Навистина. Точно. Животот е таму поевтин отколку тука. Уште пред неколку години не беше така, за која секоја година идеме и гледаме разлики. Меѓутоа сега е катастрофа. Дајте ми некоја споредба, еве леп во Полска колку чини? $1. $1, значи 52-3 денари. Да. А колку чини, да речеме, кило месо? Кило месо какво? Свинско или Свинско. говецко? Свинско. Месо свински иле коштува килограм околу 4 евра, 4,5. 4 евра кило свинско. Да. Овде е 400 денари. А во Полска е Значи 250. два пати повеќе, скоро. Говецко исто. Сирење жолто исто, кашкаво такви работи производи исто. Пиво? Пивото кошта пиво. Да. Значи во продавница пола евро. 60 евроценти. А колку се просечните плати во Полска? Просечна минимална е 100-1200 евро. Ај, па значи Полска за нас е рај. Но тоа излегува. Да. Така е за жал. Значи за жал. Се развија. Во 30 години, јас сум најдобар пример на трансформација. Дојдов во 89-та, кога пада комунизмот таму. Во целиот источен блок 89. И од тоа време феноменален развој.
Немогуче. Еве сега се во 20 држава кој најразвиена во светот. Приемени се во групата на Г20. А каде е Македонија? И тоа би било се. Ви посакуваме повеќе късмет во второто полугодие.